Македонска резба. На крајот од османлиското владење, христијанското население после подолг период добива можност за изградба на сакрални објекти, но се уште со одредени рестрикции, особено во градските средини. Отпочнал процес на подигање на нови цркви со големи димензии, кои имале потреба од внатрешна декорација со фрески, икони, високи иконостаси, владички престоли, амвони, певници, столови и друг црковен мебел во резба. Се јавила потреба од повеќе зографи, иконописци и резбари кои ја вршат таа работа. Се барало ангажман на големи мајсторски тајфи кои ќе работат во соборни цркви насекаде низ Македонија. Во тој период се јавуваат повеќе мајсторски школи од различни места во Македонија, меѓу кои најпознатите се Дебарската школа, Охридско-Струшката школа, Прилепско-Слепчанската школа, Скопско-Призренската школа, Кривопаланечката школа, Кумановската школа и така натаму. Како најистакната школа и најпознатата се смета Дебарската школа, која ја опфаќа територијата на градот Дебар и неговата околина: Реканска, Дебарско поле, Дебарска жупа, Голо брдо и Дримкол. Конкретно селата Ростуше, Битоше, Јанче, Велебрдо, Косоврасти, Скудриње, Лазарополе, Гари, Галичник, Селце, Тресонче, Росоки, Новаци, Луково, Модрич, Јабланица и така натаму. Во тоа време важела поговорката: ако пропадне Стамбол, Дебар пак ќе го созида. А ако пропадне Дебар, ни Стамбол не ќе може да го обнови. Најчесто резбите се изведувале во ореово дрво, сметајки го како поволно и доволно меко за обработка, но се работело и врз други видови на дрва. Врз темите на резбите, кои најчесто се теми на Стариот и Новиот Завет, се вметнувале карактеристични автохтони белези кои уште повеќе ги красат овие дела. Одредени ликови биле облекувани во мијачка носија, карактеристични музички мијачки инструменти и така натаму. Резбарството во Македонија најчесто се врзува со мијачките резбари кои твореле во текот на целиот 19 век. Како највреден и најпознат резбар кој бил дел од една од резбарските тајфи бил Петре Филиповиќ Гарката од селото Гари. За неговото име се вели дека високо се издигнал меѓу имињата на македонските мајстори резбари. Тој бил вајар на дрво со редок осет на пластика. Заедно со него во истата тајфа работел и братот Марко, кој исто така бил многу вешт во својата работа. Како врвни дела на неговата тајфа се сметаат иконостасите во црквата Свети Спас во Скопје и иконостасот во манастирот Свети Јован Бигорски, додека и другите негови дела се одликуваат со висок квалитет и врвна вештина на изработка. Други дела на неговата тајфа се Свети Ѓорѓи во Презрен, Свети Никола во Крушево, Свети Јован Рилски во Бугарија и така натаму. Assunta